Добар ден, започнува најмакедонската емисија Фолк Естрада, затоа останете на овој канал и бидете заедно со нас. Денешни наши гости Јовица, познат како Бамбус, кој што е навистина познат како крал на ноќните забави, и Андријана Кеш ќе ја видите во едно многу поразлично издание. Да започнеме најпрво со музика, а потоа со разговор.
čevli ko da mina cel život po patišta razni. Srce i duša ko na prosjak džebovi prazni. Se bude pokraj mnogu tugi ženi jas, kilaževke se vratam, a edvaj čeka vrata da se otvori, da zaminam. Ženi, kolku li samo sretna, kolku ljubev, no kako tebe ne. Ženi, od srce i od duša troški nude, no samo tebe se. Ženi, kolku li samo sretna, kolku ljubev, no kako tebe ne. Ženi, im dadov delo, sono delo sebe, samo tebe se. Jas bi prodal da se vratiš, no znam deka nema. I umrel koga bi mu bila ti na družena. Dušava kako reka ke mi presuši, ako drug te zeme. Po dobro da me nema, koga ne si ti do mene. Kolku li samo sretna, kolku ljubev, no kako tebe ne. Ženi, od srce i od duša troški nude, no samo tebe se. Ženi, kolku li samo sretna, kolku ljubev, no kako tebe ne. Ženi, im dadov delo, sono delo sebe, samo tebe se. Na son mi doađaš, barem od sone mi begaš. Neka oči da otvoram, kada znam će te izgubam. Neka oči da otvoram, kada znam će te izgubam. Che si viknam čagi, che non sotram se to vino, che si rešam jagodi, što mi praviš angelino. Che si viknam čagi, che non sotram se to vino, ako moja le si ti, nema život angelino, angio mome angelino.
буди ме, уште малку остави ме, сакам уште да сонувам, барем сон да ја милувам, сакам уште да сонувам, барем сон да ја патувам. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ке го колнам живото, што ми правиш ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако моја не си ти, ке си умрам ангелино. Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако треба напие, да си легнам ангелино. Ако треба напие, да си легнам ангелино, да си умрам ангелино. Веќе слушнавте убави македонски песни и нашата дама која што за прв пат, барем јас, ја гледам во вакво светло, односно убави македонски песни, така некако многу поразлично ги изведуваш.
Во што е тајната, Адриана? Ги изведувам и ги доживувам. Значи, јас имам кажано и претходно, јас ја сакам македонската песна. Значи, изворната македонска песна. Посебно оние песни кои што ги изведувам денес, баш ми се онака на душа. Сакам да ги пеам и често ги пеам. И така и ги доживувам. Баш со емоции, да. различно никако Да. испеани од твоја страна. Па не баш секоја песна може да ти легне на душа, нели, да ја исполниш онака како што ја осеќаш. Меѓутоа, за денес баш ми се онака одбрани песни кои што ги сакам и кои што сакав да ги имам и затоа и баш тие ги пеам. Исто интересно е што ни доаѓаш со температура, многу болна, многу настината и пееш во живо тешки песни. Секоја чест, Адриана. Ти благодарам. Бамбус, добре ни дојде за прв пат во Фолк Естрада и се надевам дека многу често ќе се дружиме. Па се надевам и јас, така, наискрено. Може ли да започнеме, бидејќи за прв пат сте ми во Фолк Естрада? Вие сте дете од Скопје, од аеродром, така ли е? Растен тука, ајде малку за вашето детство. Па, растен во Скопје, во аеродром, лутање по сите мала, прво да го научиш тоа што е блиску до тебе, па малце подалеку, и тогаш се раѓа и љубовта за гитарата, за пеењето, за све, како се, мислам, во најкратки црти што може, за да стигнеме до темата како сум дошол. Значи, во школа, во оркестри, ќе се собереме, ќе свириме на гитари, ќе пееме сите. И така, ќе ти кажат, леле, што пееш, каков глас имаш, девојчиња вамо, намо. Девојчињата се за се виновни. Па да. Зошто се занимаваш со оваа професија? Па девојчињата ми рика. Криво е море, знаеш тие. Да, рок песните, нели? Имам испеано, не знам колку пати, милион пати таа песна. Баш од тие причини, меѓутоа ете дојде она да отидам во војска, па таму да почнам со пеење. Како таму? Па во војниот оркестар што се формираше после, не знам. Значи вие заминавте така на како што ви доаѓаше Да, воен рок, да. На 18 мои непуни. И така таму, знаете, да не работите многу тешка работа, се Што знаеш, пеам. Пеам јас. свирам, пеам, јас. Па добар си, дечко, ајде, доаѓај. Навистина? Да. И што се случува? Ете, тоа е за мене некоја нова приказна. Таму што како функционираат работите? Таму нормално представи за војската, од страна имавме исто од средното училиште, там ќе го одвојам овој као настан и покоен Тоше Проевски исто има, он беше во средното училиште таму, зборам за во Битола. Така? И значи, таму ете со него си имам прв пат среднато, после тоа нормално се гледавме низ годините. Јас кога се вратив од војска, прво малце поработев вамо, намо, видов, не бидува, дај да земеме да пееме. Да, ја со музика. Да земеме да пееме, зашто не ме бидува мена за ништо друго, освен за пеење. Има и нешто друго, сме завршиле школа за кувар, за... И, значи, ето така, од кога се вратив од војска со пеење, почнав, значи, до ден денес од таму, од кога почнав 2000-та нешто. И немам прекинато со пеење. Значи, дали често знаете да си земете гитарата и да подпевнате? Дали може би на домашни некои забави? Музиката кога се сака, значи се сака од душа. И нема место кај што ќе ти исполни нешто, самото од себе ти доаѓа да земеш гитара или има хармоника или нешто, самото од себе ти доаѓа, пееш, свириш, играш, све правиш, значи нешто врв. Бидејќи спомнавте, сте завршиле средно за готвач и знаете ли да сготвите нешто? Како не знам, таман работа. Дали навистина ве бидува за таа професија? Па да, малце и го поработев тоа јас.
година дена, да речем. Работата настрана, дали по дома помагате? Како не? Нормално. Да? Да. Дали често знаете вие да го сготвите ручекот и да сега, причекате често е сопругата? зборот, многу тежок збор, ми каже често. Се налутив му. Прв пат ми е во емисија и се налутивме. Да. Често, значи, кога треба сум тука стално, кога и требам на сопругата сум тука секогаш. Тоа е многу за мене важно. Да, важно е, меѓутоа колку често извинете на зборот, вие имате желба да изготвите нешто. Па, од време на време знае да се јави она у тебе. Меѓутоа брзо ми поминува. И за ден-два знае да помине, да. Тогаш Преспивам кога и... си сакам, јас си готвам, на тена не полека, све си е. Кога прв пат стапнувате на сцена? На фестивалска сцена настапив како соло изведувач на Цветници прв пат. Значи во живо зборам фестивал 2013 мислам. 2013. До пред тоа све, значи идеме по клубчиња, пееме по приватни забави, по свадбички, по такви работи. И, значи кога веќе се одлучив да направам таков чекор, знаев дека ќе дојдам до степен кога ќе снимам и албум и све, дека, значи, еве го сега тој момент, веќе ќе се најавува и мојот прв соло проект. Значи се состои од... Ќе може ли да ве прекинам малку подосна за тоа, да ве запознае? Јас малку се избрзав, да. Да, малку ми избрзавте. Адријана некако ја заборавивме. Адријана, можеш ли... Нека давам предност прв пати тука. Да, прв пати тука. Веќе вие како домаќинка. Јас се извинувам. Веќе вие како домаќинка. Веќе кога споминавме за готвењето, ослабена сте премногу. Јас морам да ве пофалам јавно. Ти благодарам и се трудам. Меѓутоа... Дали почна да готвиш сама? Не, јас одавна готвам сама, да се разбереме. Мене се шигувам. Немам учено, немам училиште за готвење, меѓутоа имам нешто вродено и ме бива. Навистина. Значи, да. Праксата е најбитна. Па, дур не пробаш, не знаеш. Да. Кога ќе почнеш веќе, кога ќе видиш дека стварно некои работи едноставно доаѓаат од себе. Значи, јас никој не ме учел, мене ниту сум гледала, ниту ништо. По вкус, ќе пробам вака, чеке малку ова, она и на крај ќе испадне совршено. Кој е омиленото јадење омилената храна за готвење? Омилена храна за готвење? Па... Шпагети. Не, сакам италијанска храна, ја готвам, да, меѓутоа мислам дека сепак македонската храна некако повеќе ми лежи. Дали пиперки полнети, дали било не знам, сарма, да. Значи, после овде нема кој да ме пофали, морам сама. После емисија рецепт да ми дадеш. Нема проблем. Да пробам и јас нешто да сготвам. Нема проблем. Имам дома и складирана лисија за сарма. Лозов. Не. Ова е од зелка. Право домаќинка. Да, знам. Се сеќаваш ли кога прв пат стапнавте на сцена? На сцена прв пат кога имав 7 години. Значи тоа беше во некој детско хорче Сидо тогаш, првата година. Потоа втората година од Сидо повторно во хорот, затоа што бев многу мала, па потоа 95-та пеев солист. Детска песничка, така? 13 години, да, нормално. И од тогаш наваму, значи целиот мој живот со музика. Исто како и Адријана и Бамбус, мислам дека вие прво започнувате со поп музика да се занимавате, а вие со рок, така ли? Со поп-рок. Поп-рок. Помек рок. Зошто подосна Бамбус фолк музиката, македонската народна? Добро, јас од дете си знам дека можам да изведувам и поп музиката и фолк музиката. Значи сум растен и со многу фолк исто, со бившите простори, значи беше све беше тогаш друго. Значи нема како денес ништо. Нема такви нешто да се обацуваат од страна некои стилови или Тереков ми рече. Зошто? Од финансиски највише причини. Јас би кажал. Како и секој. Значи, сите сакаме да свириме и да изведуваме убава песна, музика, све.
уживаме во неа. Меѓутоа, финалниот производ, ние не можеме да раниме фамилии од забавна музика. Сакате да кажете дека малку понеубава е Не, фолк не, песната? значи да не се разбереме погрешно. Не е понеубава. Понеиспат не се вакво, Не се исплати. не се исплати едноставно. Нема толкава Ти ќе побарувач. продаваш уметност во кафич, сите ќе седат, ќе пијат кафе и ќе те слушаат, супер, браво, аплауз. На крај си останал со една просечна дневница. Значи, си завршил за тоа. Кога веќе се работи за кафана, кај што се испеат народни убави песни, значи кога што луѓе ќе се расположат, поише ќе станат ки играат, може да салета нешто и за нас. Нешто бакшиш. Повише, да. Па за тоа сите Пусти ние си работим. што не зимаме од никаде бакшиш, за што живееме? Па, треба да се измисли некој талент. Нешто. Ако се навлечеш на тоа многу Не, На бакшиш. Нема да си задоволен понатаму. се шалиме, се шалиме. Нема да си задоволен. Значи тоа е главната причина. А друго е што си ја сакам и тој стил си ја сакам и забавниот и народниот. Меѓутоа, у последно време, како со годините созреваме, се поише навлече кон народно. Да, Значи, сигурна кон сум во фолкот. тоа. Да. Сигурна сум во тоа. Бидејќи веќе, нели, споминавме поп и фолк, меѓутоа ова е фолк естрада и знаеме дека ја треба да пееме убава македонска песна, затоа ве замолувам сега на сцена и да чуеме убави македонски песни. Адријане, од тебе очекувам повторно нешто убаво. Може. Повелете.
zlaten ključ vo srce vo ja čuvam ljubov za tebe i samo tebe sakam da te imam večno kraj sebe i koga utre mladost take mine kako Eden zdiv i toga šova srce ke te ljubi se duri sum živ. Znaj samo ti si ta što ja ljubam jaz i druga ne mi treba veke nikogaš. Znaj samo ti si ta druga ne baram, kraj tebe dušo moja jaske ostaram. Zlaten ključ vo srce vo te čuvam, jas od drugih znaj. I si od život sakam da si moja, dušo veruvaj. I koga utre starost take dojde, kosake pobeli. Ni togaš nikoj neke može mila da ne razdeli. Znaj samo ti si ta što ja ljubam jaz i druga ne mi treba veke nikogaš. Znaj samo ti si ta druga ne baram, kraj tebe dušo moja jaske ostaram. Znaj samo ti si ta što ja ljubam jaz i druga ne mi treba veke nikogaš. Znaj samo ti si ta druga ne baram, kraj tebe dušo moja jaske ostaram. Kraj tebe dušo moja jaske ostaram. Najče me snaše
Бамбус, дали ќе ти причи да те викам Бамбус или пак сакаш по име Јовица? Па воопшто, ни така не ми пречи, бидејќи од дете ме викаат Бамбус. И ние сите веќе те знаеме како Бамбус, така... Од сите... Така и никако ми е врежано во глава. Па, добро, тоа значи побрзо човек ќе запамети некој надимак него ли име. Тоа се секогаш... Како дојде Бамбус? Од мало тоа, некој си детски надимак, интересно име на деца. Бамбус ќе те завикаат и готово, ти сакал или некал. Меѓутоа устане некако умитничко Па не ми смета да ти кажам право, по тоа што секој ќе те забележи како Бамбус. Да, уникатен. И уникатен сум. Уникатен, да. Кобам. Сега слушнав дека во Белград, во Србија, Бамбус било нешто како за неубаво да се каже, ама мене тоа па не ми смета. Не знам нешто било Не знам, Бамбус ми ако те нарече некој горе Бамбус еден. Да, или на пијачка или на дрво. На Бамбус дрвото. Да. Разбрав пред. Ај на пијачка нека биде. На пијачка да, па боле да. Дали некаде го имаш школувано гласот? Не, само во ресторани, кафичи, значи Само вежбано. Искуството, значи самото искуство пејачко кога настапуваш по локали, стекнуваш се повише и повише. Меѓутоа, многу е битно и дома да се работи. Како се работи еден глас? Како јас можам слуша, да го средам значи, мојот глас за пеење? Пред се талент треба да имаш. Да, Извини. пред се талент, а меѓутоа музиката треба да се слуша, да се храниш со неа. Што повеќе слушаш и се храниш од музиката, толку повеќе можеш да идеш напред. Нормално и да ги вежбаш тие стилови, еве ние ко пејачи стил на пеење вежбаш ваков однаков стил дека има повише, меѓутоа со тоа што го слушаш и го вежбаш на стоп, ти идеш напред. Ако нешто не можеш да го совладаш, ти е тежок елемент, со тек на време ќе го совладаш, само треба да бидеш упорен. Значи јас треба да слушам многу повеќе од ова што слушам Да, македонска па и песна со слушање се учи многу, да. ќе Меѓутоа, научам пред се еден мислам ден. дека е талентот на прво место, Талентот е секогаш на потоа прво место. слушање и вежбање. Значи, сето тоа си носим. Да. Ако немаш талент и ако немаш слух, не верувам дека... Ко во спортот слично се раѓаат многу со талент, меѓутоа не вежбаат, се мрзливи и пропаѓаат талентот. Истото и со пењето. Јас имам чуено многу пејачи, бојата што ми остава пред се вакво впечаток, нигде ги нема тие пејачи. Еве јас да бидам искрена, значи не вежбам воопшто. Тоа ми е мана. И никогаш не сум вежбала, вежбам од свирка на свирка. Значи кога ќе излезе нова песна, јас не ја вежбам дома, него како ќе ја чујам, така и или ја учам од колешки, ќе ја чујам така, оригиналот никогаш не вежбам по оригинал, ете тоа ми е мана. И некогаш и не е баш добро така. Јас Ама така и... секогаш вежбам од оригинал како е направена Така, песната, јасно. бидејќи авторот што ја смислил и како му кажал на Тоа е песната, правилно, тоа, меѓутоа ево. Тоа е- Затоа спомнав дека ми е мана. Однемање време, не. Па не е баш однемање време, однемукаат, што би рекле битолче. Однемарливост. Најубаво, значи, за нас, како, еве уште да го докажам ова, во малите сати, кога не можеме да спиеме. И јас, на пример, до малите сати не можам ни да заспиам ништо. Тогаш се зимам со слушалици, слушам музика и се хранам со неа. Едноставно. Значи живее за музика. Да, јас никогаш нема да... Да бидеш музичар. Да, никогаш нема да бидам музичар, никако цело време спијам. Може му секое време да заспијам и не дури ми... и во малите сати и може да ти дојде и песна. Значи да ја напишеш, да ја искомпонираш, пошто нема никој тишина. Па да, обично Све е кога тука. лабавуваш, тогаш имаш и повеќе идеја. Вечерва нема да спијам, може ка напишам ништо да ја не ќе ти се јавам. Ајде вежи. Писма нека пише. Писмо. Напиши ми писмо или порака. Не можам да спијам. Не можам да спијам, помогни ми. Да. Земи И никој почеток- апче криси, и нема почеток замарај. На текст еден за песна. Дали никогаш ти си има случајно и така да напишеш текст баш како што кажа во Текст не ме била за тие работи, за текстови, али за музика имам.
Значи дури имам и композиции што се со поп-рок стил. А имам и со фолк стил исто. Во малите саати све се случило тоа. Баш тогаш ете инспирација, значи, можеби... преку ден е галама, ќе ти земе внимание нешто, ќе има некој ќе врисне, ќе направи нешто, живееме сите во згради, нели. Меѓутоа, навечер е светивко. И тогаш може некоја идеја што лута цело време во главата, да ти дојде, и ако не знаеш да ја запишеш, еве совет до другите, нека земат одма да ја снимат со на. И тоа е решен проблем веќе. Мене во касните сати ми се спие. Вистина ми се спие. Да, стварно работам, мислам, сега па последно време работам скоро секој ден и во тие касни сати кога ќе си дојам дома, прво гледам да се средам и да си легнам. Значи немам време многу да се опуштам и да мислам колку што сакам да се одморам. Тоа е проблем кај мене. А не дека не сум иновативна, значи можам да напишам текст и ме бива за тие работи, меѓутоа... А имаш ли напишано за себе нешта? Имам напишано, немам испеано. А имам дома... Има некоја во некоја од филките сигурно има некој текст? Да, имам текстови, да, меѓутоа никогаш не сум отпеала мој текст. Знаете како? И моите продуценти исто ми го кажа, не можеш ти да бидеш и композитор, и текстописец, и изведувач и све на своја песна. Значи, тоа мислам дека ќе ми биде барем сега грешка. Значи тоа што е нека го препуштам на професионалците. Може свој текст само пример, или автор на текст, или автор на тоа музика. Тоа сакам да кажам, да. Додека за аранжман или за нешто друго за продукција, мора да се препушти на професионалци што си ја знаат својата работа. Мелодија секој би можел да напише или текст кога ќе му дојде, меѓутоа професионалното тоа треба да е се во аранжманот обработи и во продукцијата. Да, до финалето има многу, значи не е само текст или само музика, има многу. Музика и текст е само еден најнормален почеток што може да се започне за песна или за нешто. И што понатаму се прави? Се прави аранжман, се прави линија на пење, се прави снимка во студио, па миксање, стил на песната сама, дали е Боже модерна, дали не, како влече, дали има македонски примеси, дали нема, кој инструмент ќе свири, како ќе свири инструментот, што ќе прати. Колку време е потребно за да се изработи една песна? Од самиот почеток, значи од пишување на текстот до крај, додека да се влезе во студио, ние да се правиме среди огромни да грешки. Ево ќе земам кај нашите соседи. Тие снимаат песна, значи една песна ја снимаат 3-4 месеци. Значи ја снимаат, ја обработуваат, да. Па ја слушаат. И ја слушаат, па на грешките ја преснимуваат. Ова не ми се свија да пробаме вака. Доколку кај нас ние гледаме само да помине. Значи само да се извади нова песна, без разлика тоа дали не знам дали е совршено или не, ние гледаме само да помине, тоа кај нас го нема. Кај мене тоа ќе те прекинам, не е пример. Браво, лично, не, имам и јас песни кои ми се снимени и не се извадени. Еден проект го спремам веќе 4-та година отприлика. Голем проект, меѓутоа стрпливо се спрема и се гради све. Па добро, можеби јас не сум толку трпелива. Јас сакам све е тоа до самиот човек, дали е трпелив или не. Ама добро, овој пример што Адријана го кажа е многу чест кај нас. Најчест. Ајде побргу да се Ајде и на крај. Да. И на крај ама чекај, требаше можда ова вака онака отиде во затрек. Не сме стрпливи. Јас сум исто така. Или па бараме премалку. А треба тоа да биде, значи за да биде една песна квалитетна треба многу, а ние бараме премалку, само ајде побрзо песната да излези. Јас мислам дека е до нестрпливост, не е до прималку. Може. Како и јас сега во моментот што сум нестрплива, за да ве чујам како пеете. Ќе може ли? Може. Повелете. Дай ми
снег паднал до колена. На перонот сами, јас и една жена, од мене што замина. Куфер држам в рака, на лице тага, вешто кријам од неа. Таа да не види во око мала птица, солза издаица. Прости ми, заборави, тивко ми прошепоти. Остана без бор јас кога грбот ми го заврти. И тогаш пуштив солза јас, пуштив птица малечка. Фала Богу не виде, веќе си отиде. Зима, снегулки бели, тивко ноква паѓа. Срцево се стега и мисла ми бега кон таа жена неверна. Прости ми кажа, простено и беше, неа веќе одамна. Но заборав за жена, тешко дека има, што машка солза капнува. Прости ми, заборави, тивко ми прошепоти. Остана без бор јас кога грбот ми го заврти. И тогаш пуштив солза јас, пуштив птица малечка. Фала Богу не виде, веќе си отиде. Прости ми, заборави, тивко ми прошепоти. Остана без бор јас кога грбот ми го заврти. И тогаш пуштив солза јас, пуштив птица малечка. Фала Богу не виде, веќе си отиде. Фала Богу не виде, веќе си отиде. Бамбус, имав прилика да присуствувам на една твоја промоција и како што приметив, мислам дека сум во право, најголемата твоја поддршка е твојата сопруга, бидејќи мислам дека беше единствената со очи полни солзи. Дали сум во право? Да, сосема си во право. Значи, таман работа да не биде. Она е секако до мене што и да почнам да правам, дали ќе биде песна со спот, дали само песна, дали фестивал, секогаш е до мене, позади мене е поддршка, значи ми дава во што и да, значи една благодарност до неа за тоа што го прави све за мене, а и јас за неа. Исто нормално. Самиот мора да се пофали. Не знам дали примети самиот разговор. Како само можеш да се пофали? Адријана, која е твојата најголема поддршка? Најблиските нормално. Тие се тука да ти скритикуваат, да ти кажат онака во лице дали е стварно добро или не, без фарса на лицето, без да те тапкаат
Супер си. Супер си. Да, не, тие се секогаш најблиските мои се. Мојот двете. Повеќе имаш критика од нив или пак пофалби? Критики. Критики? Да, пофалбите ги даваат нормално публиката, значи добро изгледаш, добро пееш, добро е песната, критиките секош најблиските ги даваат. Значи тие што вистински го осеќаат и го кажуваат тоа, тие се тие. Адријана, дали ќе има нешто ново во овој летен период? Или пак оставаме како и сите музичари после летото нека заврши, потоа се ќе поработам на себе? Не, па летото нека заврши. Јас кажав дека јас имам нон-стоп работа, јас не чекам летен период за да работам. Работам секојдневно и не чекам да заврши летото. Јас веќе спремам и нови песни и планирам и некои други проекти, не ги кажувам. Откажи. Не кажувам ништо додека не биде готова, затоа што испаѓа дека лажам, а сакам да биде, значи кога ќе излезе нештото, тогаш да кажам што ќе биде. Добро. Бамбус дојде редот за тоа што треба да се пофалиш. Ајде, повели. Па за фалење сум, да. За фалење сум. Ја Тука е за фалење, ова тука е, емисија да. да се Да, да се пофалам. пофалам. Па 3-4 години да работиш на еден проект и кога ќе стигнеш до финалето и да не се пофалиш, па зашо си го Па работиш? грефа. Да, Грефа да ни апсолутно. Значи заповелиш. Повели. се работи за проект доста голем, се состои од 2 CD-а. Едното Ни помалку, ни повеќе две. Две, да. Сефте, ама 2 голем, убав, значи доста забележен со повеќе стилови, значи се работи за поп-фолк стил и се работи за фолк стил. Значи под фолк стил ќе кажеме како фестиваливе што се Цветници во Ландово, таков стил, со повеќе инструменти, значи со македонски покласични призвуци. Ако се работи за поп-фолк стил, се работи за нешто што долго се очекува да почне некој да го прави кај На нашата естрада. Се работи за авторски песни, значи да не забораваме да го кажеме и тоа, нема препејани песни вакви или онакви, но само од автори што се подпишани и за музика и за текст. Така. Колку песни имаме на Првото CD под поп-фолк има 10 песни, а второто има 14. 24 песни се вкупно. Да. И па за тоа 4 години биле потребни. Па треба, да. Да. Значи, видете, што правевме муабет за една песна, колку време се струи. Мене ми стана за овие 4 години веќе јасно за една, не за една, за све. Значи, секоја песна има своја потреба. Ако има потреба од голем бенд, значи треба да отсвират виолини, треба кларинети, не знам све што треба. И за тоа е потребно време, трпение, а додека ти дојдеш да ја отпееш песната, тоа треба да помине све претходно да е наместено, наштимано и ти си уствари и финалето што ја пееш. Па после дали било добра смиксана, како, зашто си иде времето и ете кога ќе се свртиш, аве годините ни... А ја уште работам на проектов, значи дури и се шалиме со колегите лично за мене на моја сметка. Си е тоа, меѓутоа што е така е. Во право се. Па и во право се, да. Некој побрзо, некој поспоро, што кажа и колешката, некој со повеќе трпение работи, некој нема, си бара поактивно да биде сето тоа. И јас би сакал да сум малце поактивен, тако, поажерен, ама вајда ќе се сменат. Ќе се сменат работите. Да. Кажи ми, дали да очекуваме промоција каква што имаше и... Па подобра, не таква, подобра ќе има, дека не мислам. Да се пофалам тоа, не ми беше се нешто ова најдобро, не е меѓутоа овој пат ќе биде уште Не подобро. остануваме на нешто да направиме кој што било, секогаш ќе направиме нешто подобро, бидејќи тука се работи, ќе има и спот, нели, за една од песните за албумот
од по фолкот за песната Скопје во сонце вика. Тоа е затоа што си навистина прав скопјанец. Да. Роден и И растен затоа во што во Скопје. касните, во раните часови. Да, Скопје истото во да. сон. Поситните, да. Јас го пишувала. Да, ова е напишано со све. Никој купува аеродром. Да. Второто CD е со наслов Божја заповед. Тоа е со посвета за мојата сопруга. И заслужува, верувајте ми дека заслужува, бидејќи тие сози Ноктите Адријана ги ќе се изгребат. најдеш да го видиш тоа Убави лице. очи има за тоа. Може. Може И би, ова да. не е фалење. Не. Ова заслужува фалење. Епа секако нормално. Значи, тие се двете цедења, се надевам дека ќе има добри реакции, бидејќи стварно е многу труд уложено и се обидовме со тимот цел да го доловиме тоа што треба за секоја песна. Значи, посебно се работеше, се посветуваше внимание на секоја песна. Затоа отиде толку многу време, ама се надеваме дека ќе се исплати сето тоа. Најголемиот критичар ми е публиката секогаш. Ќе послушам неа во кој стил да продолжам понатаму. Кој стил повеќе ќе биде прифатен, таму и ќе продолжите вие. Нормално, да. Тоа затоа и вака, значи е осмислено голем проект со Затоа што вие не можете да се најдете точно во кој стил припаѓате. Сакам да ме или одбере самата публика, таа да каже во кој стил да продолжам. Јас секако ќе си пеам. Секако ќе си пеам народно, меѓутоа публиката Да, ќе одлучи. Публиката ќе има навистина голема чест бидејќи ќе одбере со што понатаму да се занимавате и која ќе биде Кој да биде вистинскиот стилот на- правец во вашата. Јас сепак мислам дека ќе биде она помодерното, бидејќи младината, така Некој чувство такво имам. Бидејќи младината по тоа што слушаме какви песни слушаат оние препевките, нели грчки на српски јазик што се. Нешто тежнееме ние сега да направиме нешто така слично. Значи не да биде со такви звуци како Од грчкиот да, милост, да. како северниот сосед. Меѓутоа да нешто направиме да биде помодерно, со помодерен ритам, движечки ритам, веќе младите бараат движење, они веќе од 7/8 такт само или некои такви спори песни и не праќаат баш. Кога да очекуваме промоција? Во многу скоро време промоција, веќе се работи на спотот. Значи штом ќе се Во Скопје заврши. ќе биде сниман, сигурна сум, бидејќи таков наслов си има самата песна. Да. Значи и во малите саати исто ќе биде сниман. Значи Ќе ве пријават од полиција, ќе промоцијата, правите бучава никаде. Штом ќе завршиме со спотот, за многу кратко време тоа све ќе се монтира, ќе се мисли, веќе се работи на коверот, на седињата, како ќе изгледаат. Се завршивме и со фотосесии и со све. Значи веќе сме ја гледаме Да ни се фалам, бев многу убав на фотосесијата. Многу млад да ти кажам. Многу млад. Ме средија. Да не е пред 4 години правена фотосесијата, така признај. Па добро, сега, значи, исто прва профи фото ми беше од сесиите. И сватив дека на женските им е стварно многу со шминката тешка работа е тоа. Не. Да ја поднесеш Не, баш е фино. е тешка работа. Не, немаме ни алергии. Никаков проблем. Не. Не, врска тоа. Ништо не ми се случува од шминката. Мене ништо не ми е. Малце понекогаш Нисам знам на да растината, знам не да черва. Не, обично Немам ни не сум температура. таква, обично не знам што ми е денес. и така да све ќе видиш во свое време. Да не носиш и штикли за да сватиш точно како им е на девојчињата. Азис не фала. Никогаш нема да сватат тие колку ни е нас тешко. Колку боли. Колку боли? Па све боли. Али лепота трпи све, нели? Па ево ги. Не се фалам. Да не се фалам, ама трпи. Трпи. Драги мои, многу ми е драго што бевте дел од Фолк Естрада. Се надевам дека ова нема да биде прв и последен пат. Јас се надевам исто. Да ни бидеш гостин. Адријана, ние повторно се гледаме, сигурно сум бидејќи веќе си домаќин на Баш како самата домаќини, емисија. така и се осеќам и ти благодарам уште еднаш на поканата. Ево,
Баш дека сум како домаќин и баш се осеќам така пријатно секогаш во твое друштво. Ти благодарам што си се подобар и подобар водител. Благодарам. Ми значи си тоа. Се надевам дека и понатаму ќе нормално ќе промовирате македонска музика затоа што многу ретко го имаме тоа кај нас. Благодарам. Ми значива. И ја би Хајде сакал пофалиме. да се надоврзам околу тоа, околу промовирањето на македонската музика. Треба да земат многу од медиумите од вас пример, бидејќи ако не си ја промовираме ние сами, кој ќе ни ја промовира? Никој. Ако ние се пофалиме сами, Така. никој нема да Као ја напофали. преска да исташ. Не, ти не се фалиш денес. Не. Не, денес не. Не. Ама имам решо да Колку се што јас не ја промовирам македонската Толку песна. време се кува, Не, не, па дај еднаш. Колку време вижваше пред емисија. Тоа ќе кажам. Да не заборам за ова. Чекај, да не случајно нешто ми пролетало. Размисли, имаш уште Значи, уште 3 еднаш секунди. голема благодарност за поканата и продолжете и понатака да се гледаме, да промовираме само нови авторски македонски песни. Да не те чекаме 4 години до Не, следниот проект. нема тоа веќе нема. Се гледаме повторно. Драги мои, уште еднаш благодарам на вашето внимание. Се гледаме повторно. Останете ми живи и здрави и слушате македонска музика, гледате Фолк Естрада, следете на Facebook и на Instagram и сега ќе ги чуеме повторно Бамбус и Адриана Кеш. Довидување. Duša
Градот веќе спие, тивко сонува, срцево е будно, те проколнува. Далеку од мене ти си замина, тагата е тешка како планина. Далеку од мене ти си замина, тагата е тешка како планина. Есен тагува, ноќва со мене, и во градиве буди ме време. Солзи паѓаат како дождови, срушени се меѓу нас сите мостови. Есен тагува, ноќва со мене, и во градиве буди ме време. Солзи паѓаат како дождови, срушени се меѓу нас сите мостови. Градот веќе спие, ноќта проаѓа, само мене сонот не ми доаѓа. Постела без тебе ми е студена, каде ли си сега, моја љубена? Постела без тебе ми е студена, каде ли си сега, моја љубена? Есен тагува, ноќва со мене, и во градиве буди ме време. Солзи паѓаат како дождови, срушени се меѓу нас сите мостови. Есен тагува, ноќва со мене, и во градиве буди ме време. Солзи паѓаат како дождови, срушени се меѓу нас сите мостови. Срушени се меѓу нас сите мостови. Сношти помина, замина, покрај битовските касерни. Сношти помина, замина, покрај битовските касерни. Сени севера, шок сени севера, покрај битовските касерни. Сени севера, шок сени севера, покрај битовските касерни. Сите момчиња да меја, само мојто момче го немаше. Сите момчиња да меја, само мојто момче го немаше. Сени северан, шок сени северан, само мојто момче го немаше. Сени северан, шок сени северан, само мојто момче го немаше. Стори ме Боже, престори, едно сиво бело кагапче. Стори ме Боже, престори, едно сиво бело кагапче. Бен сени северан, шок сени северан, едно сиво бело кагапче. Бен сени северан, шок сени северан, едно сиво бело
severa